почитувани, најнапред јас да ви се заблагодарам за вашето присуство. Јас сум Билјана Ивановска, одлучив да се кандидирам за градоначалничка на општина Центар, општината во која што живеам, во која што ги делам истите проблеми со моите сограѓани, во која што го дишиме истиот воздух, кој за жал не е загаден само со PM честички, туку и со многу лоши политики и со корупција, која што погубно делува за граѓаните. Правдата, интегритетот и одговорноста се вредности кои што ме водат цел мој живот и сметам дека и тука може да се преточат во креативни политики кои што ќе обезбедат подобра и поздрава општина за нашите граѓани. Мојата кампања ќе се базира на 3 столба. Првиот столб е одговорност, отчетност и транспарентност, бидејќи општината припаѓа на сите граѓани и секој граѓанин мора да знае како и кои политики се креираат и го обликуваат неговиот живот. Вториот столб е инклузивност, бидејќи секој граѓанин е важен и неговата индивидуалност и креативност е важна за заедницата. Третиот столб е заедништво и солидарност, бидејќи веруваме во управување со вредности, а не управување водено со профит. Мојата кампања ќе се базира, ќе се фокусира на барање на решенија, а не на обвинувања и на лични навреди. Моите заложби секогаш биле граѓаните пред партиите. Интересот на заедницата пред интересот на поединците. Мојата визија е општина Центар да биде на граѓаните, а не на профитот. Досегашната состојба што ја гледаме пред нас е резултат на многу корумпирани и лукративни политики кои што воопшто го занемарија интересот на граѓаните. Мене не ме водат апетити за профит. Јас го вложувам мојот интегритет и целиот мој капацитет за да понудам решенија кои што може да бидат добри за живење и да го вратат достоинствениот живот во оваа општина. Јас не барам моќ, не барам функција. Јас сакам моќта да ја вратам на граѓаните, бидејќи сметам дека во општина Центар има граѓани со отворен ум и срце кои што ќе можат и ќе знаат да препознаат и ќе се одлучат за нов начин и нови политики на нови основи со вредности многу различни од претходните кои што ќе понудат решенија за достоинствен живот. Јас сум повеќе од 10 години граѓански активист. Започнавме заедно да го браниме во одбрана на нашето Девар Мало. Продолживме понатаму во профитот пред човекот, здравјето пред профитот, се извинувам. Пораснавме во Шанса за Центар, а сега се обединуваме во Независни заедно. Во нашиот тим има професионалци, одговорни професионалци, кои што знаат и можат да понудат одлични решенија кои што ќе го вратат достоинствениот живот на нашите граѓани во општината. Ви благодарам. Ако имате прашања, повелете. Имаме. Чии гласови очекувате да освоите, имајќи предвид дека Центар е малку специфична општина, таму социјалдемократите прилично долго освојуваат добар фонд на гласови. Дали очекувате нивни гласови од разочарани или пак некој друг? Јас ги очекувам гласовите на сите оние граѓани кои што ќе препознаат честно управување со општината, кои што ќе препознаат во мене личност која што ќе се бори за интересот на граѓаните, а не за интересот на поединци и за профитот. Мислам дека во општината, само што кажав, има такви граѓани со отворен ум и срце и од нив ги очекувам гласовите. Јас се слушав кога дали како всушност се домислите да се кандидирате Па јас ви кажав кои вредности ме водат и зошто ја донесов одлуката, зашто истите вредности ми кажуваат дека можам да направам нешто за општината во која што живеам. Ја никогаш не сум била калкулант па да калкулирам дали ќе добиам или ќе изгубам, така отидов и во претходната функција. Мислам дека уживам углед и доверба кај граѓаните. Единствено што ми треба од граѓаните е нивната доверба, а јас ја нудам мојата професионалност и одговорност да одговорам на нивната доверба. Јас ви кажав, мојата кампања ќе биде фокусирана кон барање решенја и нудење решенја на граѓаните како да излеземе од овој хаос,
Нема да се занимавам со поединци, со лични напади, со обвинувања, тоа не води никаде, тоа е само губење енергија, ние одиме напред. Мојата цел е да поставиме нови, здрави основи со вредности кои што граѓаните ќе ги препознаат и кои што ќе бидат од корист на граѓаните, а не на поединци и профит. Очекувате ли да имате проблеми, бидејќи досега имаше недоумица околу тоа, околу собирањето подписи на независните од опозицијата, како ќе наставите ви? Видете, проблеми секогаш има. Јас проблемите ги гледам како предизвици. Преку тие предизвици ние така пораснуваме, така зрееме, така да ако се запреме на првата пречка, тогаш кај ни е крајот. Значи мораме да бидеме подготвени дека ќе имаме пречки. Јасно е тоа дека ќе имаме, меѓутоа имаме доволно капацитет, енергија, знаење, умешност и мислам дека тоа ќе го надминеме. А ова што се случува, нели, во моментов на нашата, да речем, политичка сцена и оневозможувањето, односно создавање на нејасна слика за независните како ќе настапат, тоа не оди во прилог на никому, а мислам дека и нема ниту на големите партии да им оди во прилог, бидејќи на тој начин граѓаните ја губат и довербата во нив. Госпоѓа Ивановска, 3 топ приоритети или решенија кои што би ги направиле како градоначалник? Значи јас ви кажав кои се моите столбови, во излагањето кажав. Јас сакам да понудам честна и отворена општина, инклузивност на граѓаните и заедништво и солидарност, сите да бидеме, сите да одлучуваме за наше добро. Што можеме да направиме? Знаете и сами дека огромна штета е направена во општината досега. Таа штета тешко може да се поправи, меѓутоа може некако да се ублажи. Јас нема да дозволувам детални урбанистички планови кои што не се усогласени со генералниот урбанистички план, тоа се незаконски и сами знаете и сведоци сте, објектите кај Holiday Inn се градат, а деталниот урбанистички план е незаконски, е во обвинителство и се уште не се постапува таму. Она што мене ми е приоритет е дека дозволите за градење и воопшто плановите треба да бидат усогласени со стандардите. Значи, оној стандард 330-300 ќе се борам да се воведи во нашата општина. Тоа значи дека секој кој ќе стане од прозор барем 3 дрва да види, по секој жител барем 30 квадрати да има зеленило и на 300 метри да има парк. Ние сме далеку од тоа, меѓутоа барем некако да се приближим.